Библиска доктрина. Ово тромесечие ќе проучаваме тематиката соединување на небото и земјата. Четврток, 26 февруари. Силата на Евангелието. На почеток ќе го читаме текстот од Колосјаните 1 глава 28 до 29 стих. Ние го проповедаме Него, опоменувајќи го секој човек и учејќи го секој човек во сета мудрост, за да го представиме секој човек совршен во Христа Исуса. Затоа се трудам и се борам сообразно на Неговата делотворна сила, која действува силно во мене. Што е во средиштето на вниманието за апостол Павле? Зошто според ваше мислење зборот секој во различни облици се повторува 3 пати? Фокусот на проповедањето на апостол Павле бил Христос и тоа распнатиот, читаме во прво послание до Коринќаните, 1 глава 23 стих. Ние го проповедаме распнатиот Христос, соблазан за јудејците, безумство за грците. Според стихот од Ефесјаните 5 глава 27 стих, целта на Христовата жртва е да ја представи пред себе како славна црква, која нема осквернување или порок, или нешто слично, туку да биде света и непорочна. Од тука целта на Павловото проповедање на Евангелието е да го представуваме секој човек совршен во Христос, како што стои забележано во Колосјаните 1 глава 28 стих. Тој го прави ова на тој начин што поучува и предупредува, поучувајќи за различни подробности за христијанската доктрина и практика. Ке читаме неколку текстови, од кои првиот е во второ послание до Солуњаните, 2 глава 15 стих. Тогаш, браќа, стоите цврсто и држете ги преданијата што ги научивте од нас, било преку слово или преку наше послание. 1 Тимотеева, 4 глава 11 стих. Наложувај го и учи го ова. 1 Тимотеева, 5 глава 7 стих. Пренеси го и ова, да бидат непорочни. Послание до Тит, 1 глава, 9 стих. Кој се држи цврсто за верното слово, согласно со науката, за да може и да опоменува во здравата наука и да ги изобличува оние кои се противат. А предупредува за последиците од отфрлањето на Евангелието и за опасноста од лажните учители. Читаме во Дела на апостолите, 20 глава, од 29 до 31 стих. Јас знам дека по моето заминување ќе навлезат меѓу вас свирепи волци, кои нема да го штедат стадото, а и од вас самите ќе станат мажи, кои ќе зборуваат изопачено, за да ги одвлечат учениците по себе. Затоа бдејте и помнете дека 3 години, ноќе и дење, не прекратив да го советувам со солзи секој еден од вас. Римјаните 16 глава 17 стих. Ве молам, браќа, пазете се од оние кои прават раздори и соблазни против науката, која вие ја научивте, и отстранувајте се од нив. Така, ние растеме во зрели христијани, прифаќајќи ги учењата и почитувајќи ги предупредувањата на Светото писмо. Зрелоста е важен концепт. Родителите на новороденче го прославуваат секој значаен настан, кога детето ќе проговори, кога ќе научи да оди, кога ќе научи да чита. Кој родител не би бил вознемирен ако по неколку години неговото дете се уште не може да оди или да зборува? Растот и развојот се нешто нормално и очекувано. Истото важи и за христијанскиот живот. Грчкиот збор, преведен како совршен, во заграда во некои преводи целосен, телеиос,
означува нешто совршено и без мана. Преку процесот на христијанскиот раст, ние стануваме живосвесни за длабочините на Божиот закон и за фактот дека неговите барања се безгранични. Читаме во Псалом 119, 96 стих. Му ја гледам границата на секое совршенство, а Твојата заповед нема граница. Увидуваме дека тој проникнува во мислите и намерите на срцето. Текст од Евреите, 4 глава, 12 стих. Но треба да бидеме внимателни и токму поради тоа, апостол Павле во стихот од Колосјаните 1 глава 28 стих вели: ние го проповедаме него, опоменувајќи го секој човек и учејќи го секој човек во сета мудрост, за да го представиме секој човек совршен во Христа Исуса. Го користи зборот вразумува. Понекогаш патиштата што на човекот му изгледаат прави, сушност крајот нивни води во смрт. Текст од Изреки, 14 глава, 12 стих. Духовното расудување произлегува од познавање на Божјата реч, водено од Духот. Лажните учења обично содржат одредена вистина, но тие или додаваат или одземаат од она што го кажува Библијата. Читаме во Исаија, во 8 глава, 20 стих. Покрај законот, покрај сведоштвата, ако не зборуваат според ова слово, нема светлина во нив. Второто често успева да доведе, ако не до отворено сомневање во она што го кажува Бог, тогаш макар до преиспитување, дали тоа е на вистина можно или барем применливо во наше време. Мора да бидеме мудри како змии и безопасни како гулоби, кога станува збор за разликување на вистината од заблудата. Како го сваќате значењето на тоа да се биде совршен во Христос? Дел од текстот од Колосјаните 1 глава 28 стих, кој ќе го прочитаме. Ние го проповедаме него, опоменувајќи го секој човек и учејќи го секој човек во сета мудрост, за да го представиме секој човек совршен во Христа. Како разбирањето на она што Исус го постигнал за нас на крстот ни помага да спознаеме што значи да се биде совршен во Христос.